Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола во четврт квартал за 2024 година. Точка број 2. Предлог завршна сметка на Општина Битола за 2024 година. Точка број 3. Предлог годишен извештај на Општина Битола за 2024 година. Точка број 4. Одлука за измена и дополнување на одлука за извршување на буџетот на Општина Битола за 2025 година. Точка број 5. Одлука за обезбедување надзор за реконструкција на покрив на Основно училиште Климент Охридски Битола. Точка број 6. Одлука за давање на простори на 4 години во закуп без надоместок на меѓуопштинско јавно претпријатие Пелалинг Битола. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естреа Вадија Мара Битола за 2025 година. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните јавните службеници вработени во Мајски Цвет Битола за 2025 година. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот на комисиите за попис на основните средства мебел на Мајски Цвет Битола од сметката 903 констатиран и предложен за расход. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Минуваме на точка број 1, 2 и 3. Така мислам дека сите три се? Да, сите три се заедно. Повелете. Почитувани советници, накратко ќе ви образложам кварталниот извештај, завршената сметка, како и годишниот извештај на Општина Битола. Во текот на 2024 година се донесени две одлуки за проширување на буџетот, две одлуки за пренамена на буџет, како и две одлуки за изменување и дополнување на буџетот на Општина Битола за 2024 година. Даночните приходи, кои што ги има Општина Битола, се остварени како резултат на 40.603 решенија за данок на имот, 5.086 решенија за фирмарина, 1.435 решенија за купопродажба, 1.720 решенија за наследство и подарок, 62 решенија за комунална такса за музика во јавни локали, 179 пресметки за уредување на градежно земјиште, 156 одобренија за прекопи на објекти од комунална инфраструктура, 56 барања и решенија за издавање на дозвола за вградување на подземни инсталации, 15 издадени лиценци за вршење на автотакси превоз на патници, 7 изводи од лиценци, 3 дозволи за движење по широк сокак, 5 одобренија за вонреден превоз, 45 одобренија за времен режим на сообраќај, 14 за траен режим на сообраќај, 288 одобренија за градење, 12 урбанистички проекти, 21 елаборат за животна средина. Неданочните приходи се резултат на 270 издадени одобренија за користење на урбана опрема, 737 излезни фактури за закупнини, 527 уверенија за куќен број, 1232 изводи од план, 375 уверенија во или вон градежен регион, 256 прибележувања, предбележувања, запишување на одобренија во катастар, 391 запишување на легализација, 7 бришење на прибелешки, 294 имотни листови, 24 историјати, 33 запишувања на незапишани права. Дел од капиталните приходи се остварени како резултат на пресметки за надомест на бесправно изградени објекти, надомест за концесија за експлоатација на минерални суровини приходи од закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата. Трансферите ги сочинуваат трансферите од Агенцијата за патишта, за средства од зимската служба, дотациите од ДДВ и пренесениот вишок на приходи од минатата година. Динамиката на движење на приходите е следна. Класата 7.1 планирани даночни приходи се остварени со над 100%, или по-конкретно, ставка 711 данок од доход, од добивка и од капитални добивки, од планираните 77.791.860 денари од вкупниот буџет, остварени се приходи во износ од 82.167.730 денари, или над 100%.
Ставката 713 данок на имот од планираните во вкупниот буџет 158.250.000 денари, остварени се приходи во износ од 209.269.511 денари или над 100%. Ставката 717 данок на специфични услуги од планираните 248.182.133 денари, остварени се приходи во износ од 255.537.481 денар или над 100%. Ставката 718 такси за користење или дозволи за вршење на дејност од планираните 23.290.000 денари, остварени се 1.219.680 денари или 5,24%. Класата 7.2 планирани неданочни приходи е остварена со 85,94% или поконкретно ставката 7.2.2 глоби, судски и административни такси од планираните 3.013.040 денари, остварени се приходи во износ од 3.595.456 денари или над 100%. Ставката 7.2.3 такси на доместоци од планираните 10 милиони денари, остварени се приходи во износ од 12.241.413 денари или над 100%. Ставката 7.2.5 други неданочни приходи од планираните 13.611.991 денар, остварени се приходи во износ од 7.044.125 денари или 51,75%. Класата 7.3 планирани капитални приходи е остварена со 67,48%. Ставката 7.3.1 продажба на капитални средства во последниот квартал од планираните 3.745.907 се реализира со износ од 3.745.907 денари или над 100%. Ставката 7.3.3 продажба на земјиште и нематеријални вложувања од планираните 61.155.406 денари, остварени се приходи од 40.049.310 денари или 65,49%. Класата 7.4 планирани трансфери донации е остварена со процентот 59,92% или ставката 7.4.1 трансфери од други нивоа на власт од планираните 574.466.380 денари, остварени се приходи во износ од 304.208.710 денари или 59,92%. Вкупните приходи на општина Битола во 2024 година се реализирани со процентот над 81,73%. Покрај тоа, до крајот на 2024 година остварени се приходи по основ на донации и тоа во сметките за донации планирани се со вкупен износ од 69.568.247 денари, донации на основни и средни училишта, детски градинки и општината Нова Сметка има остварување на приход од 33.404.877 денари или 48,2%. Расходната страна на буџетот може да се прикажува по видови по сметки и по програми, со тоа што реализацијата на расходите во текот на 2024 година е извршена како резултат на спроведени 227 постапки за јавни набавки од одделението за јавни набавки, добиени 2655 фактури во одделението на сметководство и други расходи кои што се предвидени согласно со Законот за локална самоуправа и Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. Текот на вкупните тековни оперативни расходи е следен. Ставката 401 основни плати реализирана е во износ од 79.728.548 денари, од вкупно планираните во буџетот 92.028.145 денари. Ставката 402 придонеси од социјално осигурување од работодавачите реализирани се во износ од 30.527.408 денари, од вкупно планирани во буџетот 37.587.604 денари.
Ставката 404 надоместоци реализирани се трошоци во износ од 15.580.273 денари од планираните 17.735.000 денари. Ставката 412 постојана резерва не се реализирани трошоци од планираните 200.000 денари. Ставката 420 патни и дневни расходи, реализирани се расходи во износ од 1.312.907 денари од планираните 2.870.000 денари. Ставката 421 комунални услуги, грејење и комуникација и транспорт, реализирани се расходи во износ од 101.411.308 денари од планираните 111.916.354 денари. Ставката 423 материјали и ситен инвентар, реализирани се расходи во износ од 10.270.596 денари од планираните 16.388.694 денари. Ставката 424 поправка и тековно одржување, реализирани се трошоци во износ од 94.762.445 денари од планираните 108.701.997 денари. Ставката 425 договорни услуги, реализирани се услуги во износ од 43.290.226 денари од планираните 46.323.331 денар. Ставката 426 други тековни расходи, реализирани се трошоци во износ од 25.085.383 денари од планираните 30.586.760 денари во вкупниот буџет. Ставката 427 привремени вработувања, реализирани се во износ од 16.891.086 денари од планираните 21.270.869 денари во вкупниот буџет. Ставката 452 каматни плаќања кон домашни кредитори, планирани се средства во износ од 2.700.000 денари, реализирани се трошоци во износ од 2.690.976 денари. Ставката 461 субвенции за јавни предпријатија, реализирани се трошоци во износ од 16.679.324 денари од планираните 16.679.324 денари. Ставката 463 трансфери до невладени организации, реализирани се во износ од 90.341.400 денари од планираните 92.435.000 денари. Ставката 464 разни трансфери, реализирани се трошоци во износ од 67.957.414 денари од планираните 83.696.871 денар. Ставката 465 исплата по извршни исправи бил реализирана во износ од 1.132.587 денари од планираните 1.400.000 денари. Ставката 471 социјални надоместоци, реализирани се трошоци во износ од 5.291.006 денари од планираните 5.300.000 денари. Ставката 491 отплата на главница до нерезидентни кредитори, реализирана се трошоци во износ од 14.281.712 денари од планираните 14.281.712 денари. Текот на вкупните капитални расходи е следниот. Ставката 480 купување на опрема и машини, реализирани се расходи во износ од 6.393.167 денари од планираните 11.719.115 денари. Ставката 482 други градежни објекти, реализирани се расходи во износ од 323.960.586 денари од планираните 437.233.355 денари.
Ставката 483 купување на мебел, реализирани се расходи во износ од 636.278 денари од планираните 780.000 денари. Ставката 485 вложувања и нефинансиски средства, реализирани се расходи во износ од 10.854.693 денари од планираните 19.572.576 денари. Ставката 486 купување на возила во четвртиот квартал се планирани 600.000 денари, но не се реализирани никакви расходи. Извршувањето на расходите на буџетската сметка за сите програми е 81,73%. Програмата А0 Совет на општина Битола е извршена со 71,89%. Програмата В1 Детска градинка со 32,83%. Програмата В2 Старски дом со 97,69%. ВАА изградба на детска градинка во Арама е извршена со 88,45%. Програмата Г1 поддршка на локалниот економски развој е извршена со 85,03%. Програмата Г2 поттикнување на развојот на туризмот е извршена со 89,41%. Програмата ГД проекти за енергетска ефикасност е извршена со 86,18%. Програмата ГДЛ санација на систем за грејење во спортска сала Боро Чурлевски со 100%. Програмата Д0 градоначалник е извршена со 87,97%. Програмата Д1 местна самоуправа со 92,29%. Програмата Е0 општинска администрација е исполнета со 82,86%. Програмата ЕА капитални трошоци на општината е реализирана со 64,69%. Програмата Ја2 одведување и пречистување на отпадни води со 100%. Програмата Ја3 јавно осветлување е извршена со 87,82%. Програмата Ја4 јавна чистота со 100%. Програмата Ја5 јавен локален превоз на патници со 100%. Програмата Ја6 одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќајот со 68,62%. Програмата Ја7 одржување и користење на паркови зеленило со 100%. Програмата Ја8 други комунални услуги со 99,70%. Ја изградба на јавно осветлување реализирана со 72,93%. Ја изградба на системи за водоснабдување со 56,06%. ЈГВ реконструкција на водоводна мрежа на улици во населба недопирливи со 100%. Програмата ЈГН реконструкција на водоводна мрежа на улица Стив Наумов со 27,75%. ЈГИ реконструкција на водоводна мрежа на улица Никола Тесла со 100%. ЈГЛ со 99,36%. ЙГН реконструкција на водоводна мрежа на улица Стив Наумов со 27,75%. Програма ЈГњ реконструкција на водоводна мрежа на улица Бурса со 97,42%. Програмата ЈГР реконструкција на водоводни приклучоци во Горно Оризари со 58,38%. ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици со 72,93%. Програмата ЈДГ реконструкција на коловоз на локален пат село Цапари со 100%. ЈДЗ реконструкција на повеќе улици со 17,37%. ЈДИ реконструкција на коловоз на улица Никола Тесла со 100%. ЈДК изградба и реконструкција на локални патишта и улици булевар 1 мај со 83,73%. ЈДЛ реконструкција на улица Солунска со 69,05%. ЈДН реконструкција на паркинг простор кај спортска сала Боро Чурлевски со 99,59%. ЈД0 изградба на улична мрежа во село Птичари со 90,99%. ЈДС реконструкција на коловоз на улица Стив Наумов со 58,91%. ЈДТ изградба на улици СТУ1 во Арама, четврт 1 со 98,48%. ЈДУ изградба на улична мрежа во село Егри и во село Лажец со 92,12%. ЈДХ реконструкција на улица покрај Светонеделските гробишта со 100%.
ЈДЦ изградба на улична мрежа во село Долно Оризари со 82,65%. ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води 47,66%. ЈИЕ реконструкција на канализациона мрежа во населба Недопирливи со 97,01%. ЈИН реконструкција на канализациона мрежа на улица Стив Наумов со 100%. ЈИО реконструкција на канализациона мрежа на улица Нико Фундали со 100%. ЈИП реконструкција на канализациона мрежа на улица Никола Тесла со 100%. ЈИР реконструкција на канализациона мрежа на улица Солунска втора фаза 94,94%. ЈИФ реконструкција на мешовита канализација на Краци во Горно Оризари со 95,65%. ЈИХ реконструкција на канализациона мрежа на улица 8 септември со 100%. ЈЛ други комунални услуги 62,55%. ЈЛБ адаптација на објект ветеринарна институција од урбан тип со 100%. ЈЛЈ употреба и одржување за ЛИП. Ако сакате, не мора да ги читате сите ставки. Мислам дека и пакето ги прочитавте. Добро, да. Меѓутоа, накратко, мислам дека подобро е да има време, освен советниците, ако сакат да ги Ако сакат дочитате. да Меѓутоа, мислам дека му ги имате пуштено како Да, материјал. ги имам пуштено како материјал, ги имате. Да, накратко, најдобро ако имате кратко образложение, имате сигурно и за завршната. Сакате посебно да ги разговараме? Или сакате една по една? Мислам, сакате заедно. Корлевски? Ако може накратко и за завршната, меѓутоа не мора да ни ги читате поставки, краткото образложение само и другата за третата точка која беше за измена и дополнување, нели се работеше за некоја техничка работа. За техничка исправка Да, таму. значи накратко кажете си, па кој има прашање ќе си постави. Океј, накратко ќе ви објаснам по битните ставки. Значи, кога се работи за ставките основни плати на доместоци, ги реализиравме со вкупен износ од 125.836.229 денари. 420 ставката тоа се патните и дневните расходи со 1.312.907 денари. Понатаму комунални услуги, грејање, комуникација и транспорт со вкупен износ од 101.411.308 денари. Материјалите и ситниот инвентар е со 10.270.596 денари. Поправките и тековното одржување на возилата на ТПП како и на возилата во општина Битола, понатаму тука спаѓа дезинсекција, дератизација, одржување на автопати и улици со 94.762.445 денари. Ставката договорни услуги, кои што ќе имате, тука се опфатени осигурување на возилата, осигурување на недвижности права, осигурување на вработени, изработка на просторни урбанистички планови, услуги за копирање и печатење, договорни услуги од други лица изведувачи, физички лица, рушење на објекти, консултантски услуги ги имаме во износ, е реализирана во износ од 43.290.226 денари. Ставката 426 други тековни расходи, тука значи спаѓаат расходи за репрезентација, семинари, конференции, понатаму други оперативни расходи од типот на трошоци кон агенција за катастар за недвижности, завршни смети, имотни листови, решенија за експроприација, се реализирани во износ од 25.085.383 денари, привремени вработувања 16.891.086 денари, ставката каматни плаќања 452 е реализирана во износ од 2.690.976 денари и се однесува за плаќање на камата за заем за изградба на улиците во Арама. Ставката субвенции за јавни предпријатија, тоа е 461, е реализирана во износ од 16.679.324 денари и се однесува за субвенции на јавните предпријатија Жабени, Паркинзи, Пелалинг и Пазари. Ставката трансфери до невладини организации е 90.341.400. Понатаму разни трансфери ставката. Тука се опфаќаат плаќањата по судски решенија. Најголем дел од овие судски решенија се однесуваат за напади и каснување од куќе, односно приближно 270 лица каснати од куќе. Понатаму во оваа ставка 464 спаѓаат трансферите за пензионирање, трансфери по основ за боледување подолго од 6 месеци, згрижување на бездомници, извршување на остварени резултати спортски, извршување на практиканска работа и така натаму. Реализацијата со 67.957.414 денари
Исплата по извршни исправи ставка 465 реализирана од 1.132.587, социјални бенефиции реализирана 5.291.006, понатаму купување на опрема и машини е реализирано од 6.393.167 денари. Ова ставка е значи набавката ги опфаќа набавката на серверска опрема, информатичка опрема, монтажа на реквизити на локација над педагошка и така натаму. Ставката 482 други градежни објекти е реализирана во износ од 323.960.586 денари. Купување на мебел е реализирана во износ од 636.278 денари. Вложување во нефинансиски средства од 10.854.693 денари. Овде станува збор за изработка на веб страна, модул за субвенционирање на општина Битола, понатаму експроприација на дел од улици. Ставката 491 отплата на главнина е во износ од 14.281.712 денари и се однесува за отплата на 12 и 13 рата за кредитот од Светска банка за арама за четврт 1 и 2. Вкупно тековните оперативни капитални расходи за самофинансирачката сметка се реализирани во износ од 59.359.165 денари од планираните 135.402.372 денари или вкупно 43,84%. Во делот на донации, значи имаме реализирани средства и тоа донации во основни и средни училишта, кои што се реализирани во процентот 18,56%, понатаму имаме донација бенефит, тука имаме реализација од 100%, детската градинка во Арам од планирани 5.317.983, не се реализирани средства, понатаму донација ромска здравствена заштита имаме реализација од 21,77%, донација образование за возрастни деца роми реализација од 59,71%, креирање на можност за работа на сите 88%, Смарт за тебе 2, 28,66%, Бар издружена акција 100%, како и зајакнување на улогата на младите во општина Битола 90,7%. Во однос на самиот биланс на состојба, значи се изврши попис во општина Битола, значи Централната комисија за попис ја утврди следната ситуација, тоа е ситуација која што всушност има во самата завршна сметка. Според нивниот извештај, другите нематеријални права се во износ од 17.746.875 денари. Тука имаме исправка на вредност од 10.989.173 денари и сегашна вредност од 6.757.702 денари. Исто и овие ги имате, да ви ги читаме од билансот на состојба за завршната сметка, сакате сите? Не. Пошто ги имате, се дел од завршната материјали сметка. имаме, да не Тие се губиме тие време во материјалите, да, читање. што и се доставени. Накратко за другата точка, значи одлуката за изменување на одлука за извршување на буџетот е од техничка природа и се постапува според забелешки кои што ни се пратени од Министерство за финанси, тоест пишува и во самата одлука дека имаме промена во член 13 став 1 алинеја го бришиме затоа што тој закон повеќе не важи и во член 23 има наместо текстот информатичко општество и администрација го заменуваме со текстот јавна администрација. Во ред. Ви благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор? Значи, за сите три точки заедно ќе разговараме. Дали некој бара збор? Бидејќи барате, повелете. Ќе почнеме од приходите. Даночни приходи. Вака ќе ве прашувам за некои приходи кои што има големи разлики меѓу планираното и реализираното. Едно од нив е 718. Такси на користење или дозволи за вршење на дејност. Планирани 23, над 23 милиони, а реализиран 1 милион и 200. Зошто е ова вака? И зошто, например, во податоците кои што ги дававте за вашето работење, напишано е дека има само 15 дозволи за такси, за таксистите, за обавување на дејност на таксисти. Ново прашање, писмено ќе ви одговорам, затоа што морам да се консултирам со одделението за даноци, сепак тоа е нивен дел за работа. Друго,
711 данокот. Еве, тоа е конкретно ваше поле. Имаме данок од доход, од добивка и од капитални добивки. Планот бил 77 милиони, а се оствариле 82 милиони. На шо е производ тоа? На добро работење на предпријатијата или на недобро планирање? Не знам што да прашам за ова прашање, за ова конто. Како се направи ова конто да биде над 100 на 100? Ова е многу чудно. Обично, секогаш ова конто, во години уназад што имам гледано, секогаш било испод 100%. Во делот на ова конто, значи, имаме зголемување на реализацијата во делот на данокот на имот, односно, во текот на 2024 година, Општина Битола оствари поголема наплата на данокот на имот поради опомените кои што ги спраќаше до граѓаните. Токму поради тоа имаме поголема реализација на самото конто. Извини што се метнам, со опомените одите над 100%? Како бе така? Зголемена наплата имаме. Со зголемена над 100%. Значи, данокот на имот планирано било 158 милиони 250 илјади. Реализиравме 209 милиони 269 илјади 511 денари. Самото деление кога се врши планирање на буџетот, планирањето на буџетот се го врши според претходната година. Значи имаме опомените подобра над 100% наплата. е да се. Подобра наплата. Подобра наплата е 100%. Над 100% не е подобра наплата? Значи, вие планирате да земите 100% од граѓаните имот, така? Толку се 100%, 80.000 граѓани, толку треба имот да дадат. И вие од 80 поминавте поќе имот. Како го направите тоа? Подобра наплата. Еве, сите платиле. И се над 100%. Платили од Ресен, платиле во Битола. Како е можно? Не, меѓутоа би го планираното се надминува со тоа што ако имале повеќе зостанат долг и ако го платат тој зостанат долг, логично е дека планираното ќе се надмени. Кварталниот извештај или во годишниот извештај го зборувате? По завршна, јас читам по завршна. Биланс на приходи по завршна сметка. Да. Податоците значи се исти и во кварталниот Ама и во извештај, и во кварталниот годишниот е извештај, истиот и во завршната Чај го Но сметка. јас не прашувам за данок на имот, јас прашувам за данок од доход, од добивка и од капитални добивки. Тоа се две различни нешта. Данок на имот и данок од доход е различно. Добро. 725 конто, други неданочни приходи. Што содржи, што тука се промашило? Зошто е ова толку помало? За 6 милиони и 600 е тоа нешто. Разликата. Писмено ќе ви одговорам минува да се консултирам со одделението за даноци. Трансфери и донации. Од планираното... Момент само. Од планираните 574 милиони, реализирани се во основниот буџет само 344 милиони. Значи, тука имаме голема разлика во планираното и реализираното. Збораме за класата 7.4, така не ве слушнав класа добро. 7.4. Од стапката овде е во планирањето на донација, како што можам да согледам од извештаите, помал износ и материализација од планираното. Да, и јас исто тоа го велам. Реализирано е помалку отколку што е планирано.
Шо не е реализирано од овде? Вели донација од странство. Шо немаме примено? Која донација? Значи вика да донација детска градинка во Арама. Од планираните 5.317.983 денари не се реализирани воопшто денари. Добро. Понатаму донација ромска здравствена заштита. Планирани се 300.000 денари, реализирани се средства во износ од 65.299 денари. Образование за возрастни и деца роми се планирани 507.500 денари, имаме реализација 331 денар. Понатаму имаме донација Смарт за тебе 2 од планираните 40.913.347 денари, реализирани се 11.726.000. Која е ова донација, извини? Смарт за тебе 2. Аха. Добро, значи тука се таму во Смарт. Добро. Ќе одиме сега на расходите. Поправки и тековно одржување, конто 424. Поправки и тековно одржување. Планирано 108 милиони, реализирани 94 милиони. Ова конто го прашувам затоа што во ребалансите, првиот и вториот ребаланс, ова ставка беше секогаш присутна. И сега пак имам моje мислење дека 18 милиони, не, колку се, 14 милиони разлика има меѓу планирано и реализирано. Реализацијата, значи во ова конто конкретно се однесува на поправката на возилата, на самата пожарна служба, понатаму дезинфекција, дератизација, автопати, улици, патишта, одржување на хардверска опрема, улично осветлување и така натаму. Добро. Конкретно во однос на планирањето и зошто е таа разлика, би требало да прашам од соодветното одделение, па да ми даде одговор, па да ви дадам. Ако овде влегува уличното осветлување во 424, ме интересира колку пари се потрошени за улично осветлување. Конкретно за улично осветлување. За истото, значи ќе биде потребно да видам финансиска картица, па конкретно точно да ви одговорам на прашањето колку точно се потрошени. Само да запишам. Може да ве прашам уште нешто? Да. Ставка 464. Разни трансфери. Планирани 80, над 83 милиони, реализирани 67 милиони и 900. Во ова ставка, и ова ставка беше секогаш присутна во ребалансите, и во првиот и во вториот ребаланс. И за ова ставка имаше, во првиот ребаланс имаше зголемување за 26 милиони денари. Во објаснувањата што ги добив зошто е ова ставка зголемена за толку, прашав што влегува во ова. И тогаш добив одговор дека тука се болувањата, пензионирањата, К15 за образованието, и во вашите изложувања овде видов дека тука влегува и МКЦ. Се издвојуваат средства за МКЦ. Колку се тие средства? Само момент да видам дали носам картица финансиска, ако не ќе ви одговорам дополнително.
уште 482 други градежни објекти. Исто ќе ги спомнам двата ребаланси, каде што најголем удар претрпеа капиталните расходи. И од планираните 437 милиони се реализира 323 милиони. Дали на ова состојба што е сега вака капитал на овие други градежни објекти, ме интересира дали влијае тоа што имате оставено неплатени фактури над 60 дена, кои што се негде околу 29 милиони, 29 милиони и 652.000 денари, или то нема врска со тие до 60 дена, со тие неплатени фактури. Уште еднаш прашањето, дали реализацијата е... Дали на намалена? ваквата реализација на капитал, ваквите бројки на капиталните расходи, посебно на други градежни објекти, влијај неплатените фактури што се до 60 дена, мислам дека се 29 милиони се таму тие пари. Во однос на неплатени фактури, кои што ги имаме, што велите дека се над 60 дена, тоа се фактури кои што беа донесени после затворањето на канцеларијата за трезорот и нормално не влегува во кварталот. Не го спорам. Да, тоа се тие дали фактури. Дали тие неплатени фактури имат влијание за ова неостварена реализација? Делумно тие фактури кои што закасна и не стигнавме да ги сплатиме до 31.12 затоа што после 23 декември ги примивме, да. Меѓутоа тоа е по вина на изведувачите. Не зборам Кои што за ги вина, закас- само да. те прашувам. Да. Тие што се после 23 декември. Значи тие вкупно неплатени фактури имате по сите рокови 32 милиони скоро. Ова информација да ја проверам. Ова ви е во извештајот К2. И проверена е, сега ја гледав тука. Ако ги додајме уште тие, ние повторно сме далеку од планираното. Толку имав јас да прашам. Благодарам. Дали некој друг има некакво прашање? Повелете. Колкав е процентот на четвртиот квартал вкупно? Реализација. Реализацијата на вкупните приходи 81,73%. Расходниот дел? Момент. ,73%. Значи 2% помалку, така. Добро. Колку е годишниот, значи сега вкупниот процент на реализација? Пошто по трите точки разборава. Истиот процент на реализација на последниот квартал со годишниот. 83 со 83. И расходниот е исто 81. Расходниот 81,73. И годишниот е тако. Да. Добро. Сега, колку имате
на буџетската сметка? Не од кај што се пренесува вишокот. Колку имате на буџетската сметка пари моментално до денес? 10 март. Ќе ви одговорам писмено на оваа информација, да погледнам извод. Ако ви благодарам, значи сакам до седница да имаме точно колку имаме на сметката финансиска. Заклучно со денес, така до денес. Заклучно со денес. Да. Ет. И ме интересира колку пари се потрошени за патни трошоци, имате наведено таму ти работи, за дневници, ама ќе оддели дали може до седница, колку за општина Битола, колку за советот, колку за градоначалник. Може така? Може. Тие да ги одделите, пошто сите се заедно клајани, вака ќе одделите совет, општина Битола вработените внатре и градоначалник, збораме и патни трошоци, и дневници и останати работи. Би додала и авионски билети, ако може. Тоа се е патни трошоци, значи тоа е тоа. Готово може. Се, уште едно прашање на крај. Колку има побарување општина Битола по однос на даночни приходи? Бидејќи рековте пред малце, над 100% се уназачовеше се. Имаме уште нешто што треба да прибериме пари? Исто ќе добиете одговор да се консултирам со даночно оделение. Да. Дали уште имаме побарување по некој основ, зборам, приходи? Во ред. Пуснав на даночни Даночни, приходи, да, така? даночни. Добро. И благодарам. Благодарам. Јас имам само две прашања. Првото прашање е колку ситуации имаме кои не се подпишани, а се за исплата. Значи, крајно со завршната сметка. Дали може да ми нормално, знам дека Ќе го- немате да, ќе сега, го ве обезбедам. молам да влези во записник и да ми доставите до седница. Значи, колку ситуации имаме за исплата. И второто прашање ми е колкави се трошоците закаснати од кучиња во изминатата година, мислам дека го кажавте, ја кажавте сумата, меѓутоа мене ме интересира од ноември месец, мислам дека во ноември се отвори прифатилиштето, од тогаш па до денес колку се потрошени и исплатени и закаснати од кучиња, меѓутоа и за одржување на Хачико. Мислам дека имавме предвидено, не ме фаќате за збора, колку околу 3-4 милиони или поќе, мислам дека беа. Колку? 9-10, да. Сакам да добијам информација и третата информација е колку средства се потрошени за одржување на зелени површини и до денес колку му се исплатени на комуналец. Добро. Ве молам, значи до седница да ги добијам на писмено. Знам Готово, дека не во ред. можете да ми ги кажете сега. Во ред. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Немате други точки вие? Не, само тие мисли. Добро. Минуваме на точка број 4. Одлука за измене и уствари четврта беше таа, добро. Точка број 5. Одлука за обезбедување надзор за реконструкција на покривот Свети Климент Охридски Битола. Повелете. Добар ден и од мене. Значи, согласно доставеното барање до Основното училиште Свети Климент Охридски, кој што неодамна подпиша грант со амбасадата на Јапонија за проект за реконструкција на проектот на истото училиште, се јавија, односно се обратија до нас, согласно самиот проект и правилата на проектот. Значи, Јапонската амбасада ги обезбедува средствата за кровот, за реконструкција на кровот, а надзорот треба да се обезбеди од страна на училиштето. И за таа цел, значи, одлуката за обезбедување на надзор за реконструкција на покривот на ова училиште, значи, после донесувањето на оваа одлука, треба, значи, да се склучи договор за избор на изведувач за надзор на овој грант. Благодарам. Меѓутоа не разбирам зошто ние носиме ваква одлука. Треба дополнително да се обезбедат средства. Да се најде изведувач. Не е влезено во програма, затоа се носи ваква одлука. И самиот проект бара, значи, да имаат доказ дека е Од кога е прифат. проектот? Проектот му е подпишан на 21.2. сега, 2025. Добро. Некој друг прашање? Повелете. Извини, овој надзорот ние го финансираме, така? Од каде? Кој пари? Која ставка?
Од одделението за комунални, не знам сега точно ви кажам, тоа од одделението за комунални дејности. За надзор, нели имаме Ние статут? носиме прва одлука после проширување на измена на Ти буџетот. пак ќе правиме измена Да, на како Оти за тоа како базенот. што беше за базенот, Да. затоа прашувам, не за нешто друго. Не знам стварно, значи јас, пошто сум одговорна нели за училиштата, моја да ја донесем оваа одлука во координација со тоа одделение, Прилика значи. колку ќе кошта овој надзор? Не знам стварно, треба нив да ги прашате. Не знам. Немаме информација колку ќе кошта. Јас немам информација. Ако може да не обезбедите до седница колку ќе кошта надзорот. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 6, одлука за давање на простори на 4 години во закуп без надоместок на меѓуопштинско јавно предпријатие Пелалинг Битола. Повелете. Вака, почитувани, од меѓуопштинското јавно предпријатие Пелалинг добивме барање за постапување, односно давање во закуп без надоместок на просторите кои го имаме, односно добивниот простор кој го имаме во урбаната заедница Колелачето. Со оваа одлука општина Битола би му дава простори на 4 години во закуп без надоместок во урбаната заедница Колелачето, запишана во имотен лист број 93301 за Кобитово 3 и лоцирани на катастарска парцела 13190/7 со површина за деловен простор 1 од 24,72 метри квадрати и деловен простор 2 со површина од 52 метри квадратни во сопственост на општина Битола. Бидејќи тие деловни простори ни се ослободени, може да се искористи за администрацијата на Пелалинг. Добро, ви благодарам. Прашања? Доколку нема никој прашања, ви благодарам за присуството. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естрија Овадија Мара Битола за 2025 година. Повелете. Вака сега, дали е истата точка со другата Истата градинка? точка, да. Би сакала да ве известам дека директорката беше тука, Да. меѓутоа мораше службено да замени. да. Мислам Се дека видовме. истиот материјал е за двете Так, точки, так. меѓутоа ако некој сака дополнително објаснување, утре има точка за нешто друго, мислам, истата градинка, може слободно да ја прашате, ама мислам дека истото објаснување ќе го добиеме и сега. Да, Повелете. истото објаснување, истата точка е за вредноста на бодот. Секоја година носиме одлука и бодот за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата за административните службеници вработени во Мајски цвет и во Естрија Овадија Мара се објавува во службен весник секоја година. И исто како и лани изнесува 81,6 денари. Тоа е одобрено и донесена одлука и на управен одбор и од нашата установа и од Естрија Овадија Мара и мора да помине, да речем, и вие да го изгласате во советот. Тоа е чисто процедурално, што мора да се донесе. Во ред. Некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните јавните службеници вработени во Мајски цвет Битола за 2025 Да, година. истото. Кажавме дека е истото. И точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот на комисиите за попис на основните средства мебел Мајски цвет Битола од сметката 903, констатиран и предложен за расход. Мислам дека ги имате материјалите, доколку имаме некакви прашања, ќе се обратиме до директорката. Так. Мислам, не гледам Го имате причина. списокот, да, го имате списокот, планирана е набавка, значи, на нов мебел и мора овие, значи, да се расходоват. расходуват, да се фрлат, да се отстранат од занималните, заради тоа што ќе се заменува мебелот. Добро. Во ред. Некој друг прашање? Повелете. Двете градинки, дали можеме да добиеме информација колку има листа на чекање од двете градинки? Па да, Не ќе мора ви... сега, значи, Да, ќе му кажам, ќе му пренесам нека јас на пуштат на служба. мејл. Да, ставам. на листа на чекање, за двете да. отвораме. И во едната и во другата. Да, да добиете на мејл, сакате, нема проблем. Фала. Во ред. Доколку нема други прашања, дневниот ред е исцрпен и можеме да преминиме на гласање. Точка број 1. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Битола за четврт квартал за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака.
2 за, против, воздржани 3. Точка број 2. Предлог завршна сметка на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2. Против, воздржани 3. Точка број 3. Предлог годишен извештај на општина Битола за 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 4. Одлука за измена и дополнување на одлука за извршување на буџетот на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 5. Одлука за обезбедување надзор за реконструкција на покривот на Свети Климент Охридски Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 6. Одлука за давање на простори на 4 години во закуп без надоместок на МЈП Пелалинг Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естре Овадија Мара Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот на пресметување на плата за административните јавните службеници вработени во Мајски Цвет Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. И точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на извештајот за комисиите за попис на основните средства мебел Мајски Цвет Битола од сметка 903 констатиран и предложен за расход. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Со тоа е исцрпен дневниот ред и ви благодарам на присуството.